Така мислам дека имаме уште некои waiting room, само да ги пуштиме сите за да можеме да почнеме. Ќе почнеме за да не доцеме многу, како ќе ни се приклучуваат нели нови учесници ќе ги пуштаме. Добро вечер. Добре дојдовте на настанот насловен ко-креирање на идните претприемачи, односно едукацијата позади сонот, организирано од клубот Ко-креатори во соработка со глобалната недела на претприемништво и Стартап Македонија. Најпрвен би сакал да отстапам место на координаторот на глобалната недела Симона Чаминска да ве поздрави. Симона, повеќе. Благодарам многу, Бојан. Голема благодарност до Сања, Мирослав и секако Драгана, на целиот тим од ко-креатори кои што се вклучија во глобалната недела на претприемништвото. Јас сум Симона Чаминска, координаторот на глобалната недела за претприемништвото во Македонија, која што е иницијатива на глобалната мрежа на претприемништвото, што е светска асоциација која што се грижи за промоција и развој на претприемништвото. Ова што го правиме во Македонија или ова што го правиме моментално со вас се случува паралелно во 180 земји ширум светот и ние сме дел од семејството на 20.000 организации кои што прават над 40.000 настани со целосен опфат од 10 милиони луѓе кои што се интересираат за теми од областа на претприемништвото и се вклучуваат во следење на овие настани. Оваа година глобалната недела на претприемништвото има 4 теми. И тие теми се потикнување на претприемачки вештини во рамки на формалниот и неформалниот образовен процес, што токму е и тема поврзана со она што вечерва ќе го дискутираме со вас. Потоа инклузивно претприемништво, социјално и женско претприемништво, така што бидејќи ова е денот на социјалното и на женското претприемништво, го честитам особено од аспект на социјални претприемачи на вас. Институционална соработка помеѓу граѓанскиот, приватниот, академскиот сектор и владиниот сектор во насока на креирање на политики, што е тема што Стартап Македонија ја обработи со настанова недела, како и соработка на организациите и институциите во екосистемот што овозможуваат на стартапите полесно да ги скалираат своите бизнеси. Во 2018 година ја преземавме оваа иницијатива со Стартап Македонија асоциацијата и од еден настан во 2018 година сме многу горди оваа година да имаме 44 настани и вие сте всушност еден од тие настани. Мислам дека позитивниот тренд на раст на интересот за оваа иницијатива во Македонија се должи на тоа што ја отворивме, ја направивме да биде транспарентно отворена за сите и буквално го зголемивме интересот на сите организации во екосистемот за учество во ваков вид на иницијативи. Стартап Македонија е асоциација која што се грижи за подобрување на состојбите во екосистемот. Тие имаат развиено и платформа на која што се регистрираат стартапи и организации со цел да дознаат што се нуди екосистемот и каде се би можеле да најдат партнер за своите барања. Ќе ви го постирам линкот до платформата во чат за оние кои што сакаат да се регистрираат. Уште еднаш ви благодарам на организаторите што ме поканивте тука како координатор, да дадам поздравно обраќање и што сте дел од неделата, како и до целата публика која што дојде да го слуша вашето предавање вечеров. Се надевам дека ќе имаме многу забавна вечер пред нас. Благодарам. Ти благодарам, Симона. Би сакала исто така да нагласам дека настанот се снима и ќе биде прикачен на социјалните мрежи, па доколку некој од вас не сака нели да биде прикачен на социјалните мрежи, слободно нека искочи својата камера. Исто така, Симона, мислам дека не замоли на почеток да направиме еден скриншот, Симона. Може, кој сака да вклучи камера, нека вклучи камера. Целта на овој скриншот е да направиме колаж фото од сите настани од целата недела. Така што јас ќе го направам сега. Како? Потоа пак ја гасат доколку сакаат, ова е само. Да. Добро. Значи 3, 2, 1, сликам. Супер. Фала ви. Ти благодарам.
Во ред, сега можеме да почнеме со нашиот настан официјално. Би сакал најпрвен да започнеме со едно представување кои сме всушност ние, кои се клуб ко-креатори и што правиме, за да добиете една слика за нас. Така. Значи, клубот ко-креатори е социјално предпријатие за едукација, мотивација и личен развој. Го основавме во 2019 година. Сите се обучени тренери и едукатори и работиме по различни програми со една единствена цел: да се свртиме кон себе си со развиена свест за личен развој. Многу е битно да напоменеме дека како социјално предпријатие создаваме систем на поддршка со цел активно вклучување во општеството на жени жртви на семејно насилство и деца од еднородителски семејства, односно со 10% од сека уплата од нашите клиенти им помагаме на нив со тоа што доаѓаат до пристап до бесплатни услуги преку нашите партнери. Само секунда, извинете. Нашата мисија и визија. Нашата мисија е да обезбедиме услуги со програми за личен развој, меки вештини, ментално и емоционално здравје за поединци и тимови, со цел да се овозможи активна инклузија на децата од еднородителски семејства и жените жртви на семејно насилство, а визијата со која тргнавме на овој пат е да создадеме најголема заедница на активни луѓе кои свесно се фокусираат на личниот развој. Нашите услуги кои што ги нудиме во живо, а секако сите услуги ги нудиме и преку интернет заради целата ситуација со пандемијата. Тоа се MBI профили, индивидуални разговори, курсеви низ групни работилници, обуки за заекнување на тимот и едукативни, односно мотивацијски настави. Има многу причини зошто некој би ги избрал нашите услуги, но еве би издвоил некои од најважните. Тоа се поголема јасност, фокус и стратешка насока. Со нашите услуги ќе се развиваат и се заекнуваат меки вештини. Работиме на подобрување на односи во фирми, на тимска работа. Секако овде сме за целосна емоционална поддршка, емпатија и офрабрување и секако побрза акција за постигнување на своите цели. И едно од најважните според мене е поврзувањето со себе си и освестувањето. MBI, односно Needling Brain Instruments, е збир на психометриски дидактички инструменти кои што ви овозможуваат да знаете како размислувате, односно како работи вашиот ум. Преку онлайн прашалник, кој што пополнување е потребно 15-20, најмногу 25 минути, кој што е прецизен и детален, ќе дојдеме до тие одговори. Овој MBI тест ги мери преференциите, односно предпочитувањата во размислувањето и го означува вашиот стил на лидерство, начин на учење, стил на родителство, вашите вештини и така натаму. Сања Манчева и Мирослав Драганов се првите и единствени MBI советници во Македонија, кои што заедно со другите MBI советници во Југоисточна Европа создадоа меѓународна програма Human Aspect in Digital World. Нашите услуги како тренери, нашите индивидуални курсеви кои што ние можеме да ги понудиме се јасно и гласно. Пронајди го потенцијалот во себе си и одбери работа, а не работно место од колегата Мирослав Драганов. Сања Манчева може да ви понуди 20 дена спокој, кој што многу е баран по последно време, искрено. И кога си имам себе, можам се. Нашата колешка Драгана Калевска може да ви понуди 30-дневен предизвик за личен развој на деца и педагошки коучинг за позитивно родителство. И јас можам да ви понудам низ игри до најдобар тим и невербална комуникација, односно говор на телото. Нашите пакети кои ние ги нудиме како тим се интерактивни средби за VIP клиенти со работници, NBI обуки за заекнување на тимови и најновиот проект кој што би сакале да го најавиме, на кој што работиме деноноќно и кој што се надеваме дека наскоро ќе излеземе официјално со него, тоа е
Life Academy, но за Life Academy потоа се надевам ќе се видиме на некој друг настан. Ќе ве поканиме. Бидејќи практикуваме она што го нудиме, постојано бараме начини за остварување на нашата визија, па затоа со големо задоволство и правиме место постојано за нови соработници. Па можеме и да се пофалиме дека за една година ни се придружија двајца надворешни соработници за меки вештини, тројца соработници за коучинг, двајца за велнес и еден за дигитални вештини. И дека склучивме 4 партнерства со организации кои што имаат мисии слични на нашите. Еве вака една, да сумираме нашата работа низ бројки, е дека над 150 поединци ги надградија своите меки вештини и особено вештините за јавно говорење. Над 40 поединци станаа свесни за своите мисли, за своите емоции и преференции во размислување и над 10 компании и организации ја подобрија мотивацијата, тимскиот дух, внатрешната комуникација и синергија. Сега би сакал да го представам и тимот, односно основачите на ко-креатори. Би започнала Драгана Краљевска, која што незината голема љубов кон децата насочува кон педагогијата и како тренер за личен развој на деца и родители безрезервно работи со нив. Драгана во ко-креатори е одговорна за социјалните медиуми. Овде би сакал да ја поздравам Драгана и да го најавам незиното оправдано отсуство од овој настан, бидејќи Драгана пред 3 дена стана мајка и на свет ни донесе уште едно мало ко-креаторче, ние така си го викаме ко-креаторче, Ника. Така да, Даци, голем поздрав до тебе и до Ника, чувате се. Вториот виновник за ко-креатори е колешката Сања Манчева, за која можам да кажам дека секое искуство ја водеше до свртување кон себе и се подлабоко навлегување во философијата на животот и на живењето. Затоа Сања многу често денес знае да каже дека е човек пред се, а потоа е тренер за личен развој. Во ко-креатори најмногу е посветена на социјалниот дел и се залага за создавање на социјален импакт. Третиот виновник за ко-креатори е нашиот колега Мирослав Драганов. Тој па знае за себе да каже дека во претходниот живот бил правник, а сега дека е основач и одговорен за бизнис делот во ко-креатори и меѓународни соработки и клиенти. И четвртиот виновник, на крај, би сакал да се представи себе си. Јас сум Бојан Лазаров, актер и доцент на Факултетот за драмски уметности при УКИМ во Скопје и исто така еден од основачите на клубот за едукација, мотивација и личен развој ко-креатори. Иако уметноста од секогаш имала предност во мојот живот, едукацијата, мотивацијата и развојот се исто така клучен дел од моето секојдневие преку работа на себе, работа со моите студенти и секако работата со клиенти. Ете, мене ми припадна честа, дадена од моите колеги, да на некој начин ја отворам ова наша дружба, која што ние ја нарековме работилница. Најпрвен прикажувајќи една слика за нас како ко-креатори, затоа што многумина од вас не знаат, но и многумина и ни не познаваат, па сакаме да не запознаете. А потоа секако со моето излагање да дадам како еден вид вовед за тоа што ќе го говориме денеска, односно темата за која избравме да говориме, ко-креирајќи ги идните предприемачи, едукацијата позади сонот. Темата за која ние избравме да говориме на овој настан го опфаќа образованието. Дали, зошто и како образованието е потребно за еден предприемач и секако во која форма, дали формално или неформално образование. Како доцент, тренер и едукатор цврсто стојам за тоа дека формалното образование му е потребен на секој човек. Секој треба и мора да има пристап и услови за описменување, за учење, за растење и за постојано усовршување. Но би сакал сериозно да се размислува на тоа дали формалното образование во нашата земја се носи успешно рамо до рамо со побарувачката. Дали наставните програми од формалното образование, кои што некогаш целосно ги покривале потребите на учениците и студентите со тоа што ги подготвувале или за работниот процес после дипломирање во некое време пред 20 или 30 години, дали денес во ова време ја
имаат истата таа функција. Светот денес постојано и континуирано се менува. Дури некојаш имам чувство дека тоа е пребрзо. Иновациите, технологиите, дигитализацијата носат потреба од скратување на веќе постоечки работни места, но во исто време носат потреба и откривање на нови работни места. Колку од нашите млади после дипломирањето се спремни за самовработување и почнување иницијатива за отварање на сопствени бизниси? Сметам дека голем дел во целото тоа имаат размислувањата и стравовите околу финансиите, нели? Но сега барем имаме разни начини за барање и наоѓање на инвестиции и повици за да дојдеме до финансиска поддршка. Поголем проблем, според мене, е продолжувањето на таа една генерацијска нишка на принципот на наоѓање на сигурна работа. Па таа сигурна работа во ова време не е баш нели толку сигурна со сите промени секојдневни. И за жал, знаете, тоа чекање за сигурна работа ги вовлекува младите во еден круг на апатија, на едно седномие, на трпење на секаков вид на вознемирување и за жал сето тоа на крај се одразува со разочарување, со повлекување во себе, стоење во место со години без желба или некаков мотив за напредок. Овде би преминал на што е тоа што всушност му е потребно на еден предприемач да добие или да развие во својот образовен процес. Несомнено овде станува збор за развивање на одредени предприемачки виштини, кои што според мене не треба да ги добијат само оние кои што еден ден или одлучиле да станат предприемачи. Сметам дека тие предприемачки вештини се многу битни за целокупниот развој на една индивидуа. Па затоа и сакам да се обраќам до сите млади луѓе без разлика на професијата или областа кон која се насочени. Развивањето на овие вештини не треба да се насочуваат само кон инженерство и технологија или бизнис и економија. Треба да се развиваат во сите области, и во технологија, и во хуманистички, и во општествени науки, и секако во сите образовни циклуси. Елементи кои што треба да бидат вградени во образованието, кои се дел од основното образование, но понатаму во средното и нели на факултет веќе некако полека, но сигурно исчезнуваат, се љубопитност, креативност, иновативност, автономност, иницијативност и тимски дух. Една од најбитните вештини на кои јас сум посветен целиот свој живот и кое што сметам дека треба да се развива во сите циклуси на образование е креативноста. Како уметник би сакал да ја потенцирам големата важност од континуираното нејзино поттикнување и развивање. Нашиот образовен систем генерално е фокусиран на наоѓањето и давањето на точен одговор. За жал не е фокусиран на изнаоѓање на покреативни решенија на даден проблем. Сепак, денес светот во кој што живееме, во кој нели се ни е достапно и секој ден добиваме нови информации околу напредок и иновации на секое поле, без креативноста и без иновативноста нема успех во ниту една област, најмалку во предприемништвото, каде што всушност ако не ни се развиени овие вештини, не би можеле да понудиме нови решенија на проблемите и не би го напредиле размислувањето за општествените потреби. Има многу различни начини, техники, вежби за развивање и одржување на креативноста. И сметам дека секој млад човек треба да одвојува барем еден мал дел од денот на развивање на оваа вештина. Па и не само на оваа вештина, и на другите вештини, бидејќи работејќи на сите вештини секојдневно си создават и една своја дисциплина која и те како ќе ви е потребна во светот на предприемништвото. Насочувајте се да истражувате, да откривате, да дознавате, а со тоа и ќе примате и нови знаења и вештини. Секогаш треба да се фокусираме да ја бараме суштината, а не формата. Сами да донесуваме заклучоци решенија и само така ја развиваме и ја градиме нашата индивидуалност.
Клучот за успех е во акцијата, во фокусот, во истрајноста, во постојаното усовршување и надоградување, но исто така и во брзото издигнување после професионалните падови. Да се обидете, да сгрешите и од тоа секако да научите. Мотивацијата за успех секогаш треба да ни биде водилка во сите активности кои што ги започнуваме. Најважно што треба да се научи е што потоа од кога ќе дојдам до одредена информација. Како да искористам, што да направам, како да се подобри. Ова се всушност прашањата на кои еден млад човек кој е посветен на постојана едукација треба постојано да го бара и да го наоѓа одговорот. Не секогаш го има одговорот, но секогаш треба да се потрудиме да го пронајдеме. За разлика од минатото, денес тоа е многу полесно. Во еден свет на технологија и на дигитализација, на компјутери, смартфони, на интернет, во кој што се ни е на дланка и ни е достапно, и нели ги имаме и Google, и YouTube, и Википедија, Британика, многу веб страни и блогови, од кои што може да се учи да се доаѓа до нови информации постојано, зошто во целост да не ги искористиме, да не го искористиме потенцијалот на овие можности за да се усовршуваме. Иако своето формално образование до дипломски студии ги завршив пред 7 години, своите постдипломски студии ги завршив пред 4 години, никогаш не престанав да работам на својата креативност, мотивација, да се фокусирам на постојаната едукација и да ги користам сите ресурси и на неформалното образование за своја повисока квалификација. Зошто за мене лично неформалното образование е многу битно и како тоа ми помага во професионалниот живот? Неформалното образование има за цел унапредување на знаењето, вештините и компетенциите за лични, општествени, професионални потреби и најчесто тоа не води до издавање на диплома или сертификат, иако во последно време тоа и се менува. Често ги земаме тие документи, ги имаме, како документ го имаме. Во текот на студирањето, па и после тоа до денес, постојано сум дел од разни обуки, работилници, курсеви и не се ограничувам себе си само за областа за која сум го завршил факултетот. Желбата за учење на нови вештини, посебно дигитални, се повеќе ми се зголемува, па затоа и секој слободно време на пример го користам за да учам програмирање, веб девелопмент, или да научам нешто повеќе за податочна аналитика, data analytics, big data, нели? Тој склоп на мои интереси доведе до мојот научен труд кој го објавив пред 2 недели во интернационалното научно списание за изведувачки уметности Арс Академика, каде што ги спојувам податочната аналитика и движењата на телото. Односно и самиот наслов кажува улогата на податочна аналитика и визуализација во развивањето на телесна артикулација на актерите. Не ограничувајќи се како млад современ човек, истражувајќи и учејќи, постојано доаѓате до еден момент кога едноставно почнувате да ги спојувате нештата, без разлика дали се од иста област или не. Доаѓате до еден момент и тоа е тој момент на иновативност и на креативност, која се таложи со текот на годините и во еден момент едноставно само испливува на површина. И тогаш позитивно се изненадувате дури од самите себе си, тоа е едно прекрасно и неописливо чувство. Знаете дека креирате, дека правите нешто ново, а секако и дека оставате нешто за генерациите после вас, некоја нова насока која што може да искористат и дополнително да истражуваат во истата. Па со таа желба за постојано надоградување, учење и работа на себе, всушност и дојдов и до кокреатори, со кои исто така постојано ги следиме новите процеси и иновации и навистина даваме се од себе и се трудиме да ги имплементираме во секој сегмент од нашата работа. Би сакал да напоменам дека лично не верувам дека секој треба да биде предприемач. Но верувам дека сите треба да ги развиваме предприемачките вештини. Преку истите ќе можеме да креираме своји можности
да создаваме независен живот, самокритичност, тимска работа и секако најважното да размислуваме out of the box, односно надвор или од кутијата. Кога избравме да говориме на ова тема и кога разговаравме за која тема ќе говориме, и почнав да размислувам и да разменувам искуства и да читам некоја дополнителна литература, сфатив дека уствари на оваа тема можеме да зборуваме без престан неколку денови, нема крај едноставно. Но за жалите нашето време за овој настан е ограничено, па пред да го препуштам зборот на мојата колешка Сања Манчева, која ќе опфати исто така еден многу битен дел од нас кој што има големо влијание на целиот тој напредок, би сакал да сумирам дека дефинитивно ни требаат и формалното, и неформалното, но и информалното учење со цел развивање, откривање, растење и создавање. Постојаниот развој на вештини преку тренинзи, курсеви, летни школи, дебати, работилници или работа со ментори се клучни за успех и конкурентност на глобалниот пазар на трудот. Мојот совет е за ваше добро и градење на една стабилна иднина, во ниту еден момент да не се ограничувате во константната едукација, до оформување и до образување на било каков начин. Ви благодарам. Сања, the Zoom stage is yours. Ништо во светот не може да ја замени истрајност. Талентот нема. Ништо не е повообичаено од неуспешен човек со талент. Генијалноста нема. Неуспешниот генијалец се речиси пословично. Образованието нема. Светот е полн со образовани армолепци. Истрајност и одлучност сами по себе се семоќни, напишал Келвин Кулич. Се согласувам со Бојан и сметам дека е многу битно да сватиме од и формалното и неформалното образование се одлични можности за напредување. Јас имам блог на кој веќе со години препорачувам постојано да се чита, да се учи, да се расте. Но знам дека учењето и читањето се само алатки за личен раст и развој. Денес имаме неверојатни можности за едукација, како никогаш порано. Само оваа цела година, оваа цела недела, од еден ист организатор има над 40 настави. Тогаш зошто мнозинството е незадоволно и е далеко од реализирање на поставените цели или на поставување цели. Самиот поим личен развој индицира на тоа дека пред развој постои личност. Таа личност има пристап, може да има пристап до сите информации како ние сега, но во себе да носи отпор кон напредување и промена, да има голем број на ограничувачки уверувања или потиснати емоции. Што ако студирам факултет кога не сакам да завршам, бидејќи подсвесно се плашам од иднината? Што ако прочитам стотици книги за успех, доколку подсвесно верувам дека не заслужувам ништо повеќе или ништо подобро? Што се случува кога не веруваме во себе, а се трудиме да ја промениме моменталната ситуација во која што сме? Започнуваме внатрешна борба, која најчесто завршува со страдање. Може овој процес ќе ви звучи познат. Значи, создаваме свој сон. Мој би бил да направам најпозитивен импакт врз човештвото. Започнувам со замислување. Леле, како ќе го реализирам? Па колку добрина ќе направам? Па каква промена ќе создадам? Одлично. Веќе се чувствувам исполнето, задоволно, среќно, земам лист, пишувам импакт, закачувам на табла за визуализирање, за да ме мотивира секој ден. И поминува недела, поминува две, што се случува? Не сум преземала ништо во врска со сонот, или сум започнала првите ден-два, ама ме нападнале рој обврски од сите страни, па изгубил приоритет, не е моја вина.
само сега сум повторно на истото место. Се разочарувам, помалку си верувам и го започнувам процесот од почеток, за да се чувствувам подобро во моментот, но со истиот крај. Што се случува? Значи имаме желба, имаме најдобра намера, знаеме што сакаме да постигнеме. Она што може би во тие моменти не го приметуваме е кое однесување го повторуваме, приказните кои си ги раскажуваме и начинот на кој се саботираме самите. Тие приказни создаваат отпор кој може разумно, на разумно ниво ние не можеме да ги препознаеме, бидејќи долго време живееме според нив и сме ги прифатиле како своја животна вистина. Пример, отпорот често се изразува како одложување. Еве со мојот пример, мојот сон беше да направам импакт. Целта ќе ми биде од следниот понеделник, најчесто, што следува да започнам со истражување на темата. И доаѓа понеделник. Кај баш се погоди роден ден на другарка ми. Треба да организирам изненадување, да се спремам. Ништо, ајде, денот потоа. Ама кога ќе размислам, сигурно ќе се разбудам покасно заради роденденската забава и сите обврски ќе треба да ги поместам саат-два. Среда. Започнувам среда дефинитивно. Доаѓа среда, се будам и кај баш после цело лето денес новата епизода од мојата омилена серија. А стварно сакав. Ама баш ме интересира што ќе се случи, цело лето ја чекам. Штом ја изгледам оваа епизода, се фаќам за работа. Гледајќи онака погледнувам околу компјутери, леле колку прашина. Дај да зачистам, а кога ќе ја погледнам и собата, целата е за средување. И така, понеделник станува среда, средата станува следен понеделник, следниот понеделник први, времето си минува, сонот ни останува така убаво замислен, се препознава некој, слободно може да изреагирате на чет со срце. Некој нема да ве осуди, бидејќи никој не може, затоа што сите нешто одложуваме или сме одложували. Предпоставките исто се друг начин за изразување на отпор, може би најразумните мисли врз кои донесуваме одлуки. Еве чест пример. Моите нема да ме разберат. Јас сум убедена како може да ме разберат дека нема да станам судика, туку дека сакам социјално предпријатие за импакт. Па различни генерации се тие, од други времења се. И така си се убедувам, си го одложувам сонот, не сум јас крива, моите нема да ме разберат. Не само што ме разбраа, туку и ми помогна, само што требаше да споделам со нив. Што ме води до следниот пример. Никој не може да ми помогне. Одамна прочитав во една книга пример за човек кој стоел на пат и чекал кола да застане за да го однесе до потребната дестинација. Ама само чекал. Како може луѓето да застанат и да ти помогнат, доколку не побараш помош или не кажеш дека ти е потребно? Донесуваме одлуки и живееме само врз основа на предпоставки како би можеле другите да ни одговорат. Може би ќе не одбијат, може би нема да не разберат или нема да ни помогнат. Може би тоа е искуството што ни е потребно во овој момент. Но не можеме да се преправаме како да сме одбиени доколку не сме ни прашали. Другиот пример. Колегите ќе се навредат, или уште подобро се сетив, колегите нема да го прифатат мојот предлог. Да. А што доколку е одлична идеја која ќе донесе голем успех? Ама ти си предпоставил дека нема колегите да го прифатат. Друг одличен начин, одличен успешен начин за саботирање е споредување. Пример. Има многу тренери за личен развој денес, или буквално
било кој професионалец од било која професија, кога започнуваме, кај се буткам јас. Или како што скоро искоментира колегата Бојан, зошто да зборувам кога другите се покомпетентни од мене? Или јас, кога слушнав излагање дека имам пред мене еден актер со одлични способности, а после мене е оратор кој има освоено прво место, леле, колку убаво раскажуваат тие. Јас сум повеќе по пишувањето, не сум по зборувањето. Не можеме да споредуваме две различни нешта. Се што е создадено од природата е уникатно и нема ништо идентично. Сите ние имаме своја вредност и не можеме да ја споредуваме со вредноста на другата личност. Не е иста. Тоа не значи дека еден е повреден или помалку вреден од другиот. Едноставно имаме различни уникатни вредности. И така, имаш уште мал милион на примери кои што можев да ги напишам, бидејќи на ограничувачките уверувања им нема крај. А што се всушност тие? Тоа се само мисли кои што ги потенцираат границите кои никогаш не сме се осудили да ги преминеме. Тие се гласот на стравот од непознатото. А штом стравот ќе почне да зборува во нас и ние ќе почнеме да му веруваме, тој ќе не зароби. Сега кога го знаеме ова, што можеме да направиме? Кога ќе се фатиме дека не веруваме во себе, отпорот можеме да го откриеме преку слушање на внатрешниот говор. Како се опишуваме сами на себе? Кои приказни си ги раскажуваме? Зашто промената, вистинската промена доаѓа однатре. Таа не се постигнува со игнорирање или со рамнодушен став, но ниту со инстант техники за промена. Треба да се сосредоточиме врз коренот, врз текот на мислите и врз фундаменталните, суштинските парадигми што го дефинираат нашиот карактер и ги создаваат леките преку кои го гледаме светот. Јас нема да апелирам, колегата Бојан одлично го стори тоа преку објаснување на значењето на постојаниот развој. Оно за што јас можам да посведочам е дека најголемата едукација која води до исполнување на сонот ќе ја добиете со запознавање на себе. Имајќи го ова на ум, сега да имавме интерактивна, ќе знаевте дека следува некаков предизвик. Сакам да ве замолам да земете еден лист и пенкало или да отворите нотес на телефон, на компјутер, како ви одговара. Ќе поставиме прашања за еден предизвик од личен развој, наречен започни од крајот. Со тоа што, наместо да се фокусираме на некоја надворешна цел за исполнување, ние ќе се посветиме на освестување на отпорот и откривање на саботажа. Јас сега ќе ви објаснам, вие можете да си ги запишете прашањата, па понастанот да размислите, бидејќи си бара време и посвет. Запишете. Или да ви дадам малку време да земете. Може да запишете, значи прво, што на вистина посакува. Значи нешто се бара од мене, што се очекува, што е логично да направам, што на вистина посакува. Кога ќе дефинираме што, следува како. Како ќе ја реализирам или како ќе се доближам до запишаната цел. Моќта на како не треба да ја потценувам. Да се вратиме на мојот пример. Импакт. Како ќе го направам тоа? Со создавање на тим од луѓе со исти вредности. Како ќе го направам тоа? Со започнување на бизнис со социјална компонента. Како ќе го направам тоа? Со регистрирање на правно лице. Како ќе го направам тоа? Со барање на правно лице кое најмногу одговара за оваа цел. Како ќе го направам тоа? Со читање на законот за правни лица. Како ќе го направам тоа? Со пребарување на закон за трговски друштва на интернет. Добро. Ова за мене е прв и најмал чекор, бидејќи имам интернет, знам да читам закон.
Тоа е само еден начин кој што одговара на моите моментални можности и способности. Што направив со поставување на овие прашања со карта? Започнав од крај и напишав повеќе лесни чекори за кои навидум немам изговор. Додека одговарате на ова прашање, голема е веројатноста дека ќе се појави несигурност. Значи, слушнете ги мислите на страф и несигурност. Може да се појави, ќе можам ли? Ќе успеам ли? Да не е многу. Овие прашања често водат до прашањето зошто јас. Кога ќе си го поставиме ова прашање, ќе почнеме да си ги раскажуваме сите приказни на зошто јас не можам. Слушнав за глобалната недела на предприемништво и секако веднаш одговорив со да. И отпорот почна да се појавува, прашања, споредби, предпоставки. Среќа не си го дозволивме одложувањето. Зошто? Јас. Битно ли е? Затоа што ти треба тоа искуство. Нема случајна идеја, нема случајна можност. Се не води до оно што го постапуваме, доколку свесно чекори. Прашањето е како. И секогаш постои начин. Дури кога одговорот е не знам, следното прашање треба да биде како ќе дознам. Третото прашање за запишување е кој е првиот и најмал чекор кој се обврзувам да го направам. Значи, рековме нешто што ми изгледа лесно и остварливо. Четвртото прашање, кое често го забораваме, е времето. Кога ќе го направам? И не ми пишувајте од јануари, понаредниот понеделник, кога ќе залади, кога ќе се подстопли. Отворете календар на телефон и првиот слободен момент од сега резервирајте го за првиот чекор. Запишете чекор поблиску. И сега што направив? Имаме цел, имаме следен чекор, имаме време кога ќе го реализираме, започнуваме да се чувствуваме подобро. Кога ќе започнеме со правење на тоа ново нешто, отпорот ќе ни тропне на врата. Колку поупорни стануваме, толку погласен и поинтензивен ќе биде. Горете. Знаеме дека е реакција по навика. Само мисли кои ни покажуваат до каде сме стигнале предходно и не предупредуваат дека натаму не знаеме што ќе се случува. Тоа е страф од непознатото. Во моментот кога приказната ќе започне, битно е да се слушнеме и да станеме свесни дека е време за нов крај на таа приказна. Кога ќе го препознаеме отпорот, имаме можност за избор. Дали ќе поверуваме на несигурноста или ќе поверуваме во себе. Не ве ослободувам од овие прашања, само вака поставени. Навистина би сакала да пробате и да ми пишете дали на мејл на Ко-креатори, на социјални мрежи, не е битно, за чекорите кои што сте ги преземале, за откривање на приказните, дали сте нешто освестиле, дали не, како, се што сакате да споделите во врска со оваа вежба, можете да ми пишете. И пред да му дадам збор на мојот извонредно природен колега, кој ги менува животите на луѓето со начинот на кој верува во нив и кога тие не веруваат во себе, секако дека ќе ве оставам со уште еден цитат. Оно што е важно е да настојуваме да најдеме одговори за предизвиците пред нас и да сме љубопитни за работите што не ги гледаме, да пронаоѓаме начини да бидеме подобри, попаметни, поефикасни и да настојуваме на реинвенција и на иновација. Причината што ќе успееме е истата поради која успеавме во минатото. Успеавме поради она во што верувавме
и во она за што се залагав. Верувам во иднината. Хавард Шулц. Колега Мирослав, преземи со насмевка. Ти благодарам, Сања. Благодарност до колегите, а веројатно и праксата и благодари на теоријата што постои, и теоријата и благодари на праксата што постои за да се надополнуваат, па и ние така одбравме наслов кој што кажува дека едукација позади нејзе со формално и неформално образование, меѓутоа и со искуство од пракса е она што ќе не донесе до нашиот сон. Сега да видиме кои се тие искуства од пракса. Знам јас често да си направам некоја си формула, па мојата формула, тие што имаат прочитано книгата На своја кожа продолжи со насмевка, веќе ја знаат. Меѓутоа, како оваа формула во пракса се остварува? Можеби низ наши конкретни примери од овие месеци, година и пол веќе како креатори, но и од моето 17 годишно искуство како во неформалното образование низ разни обуки и тренинзи. Таа моја формула се вика 5П. 5П. Прашувај, прифати, прилагоди се, промени и продолжи со насмевка. Ама, како овие 5П во пракса најубаво ќе ги дознаеме? За почеток, секогаш одговорот што си го давам кога ќе го поставам прашањето што навистина сакам, најмногу посакувам, Сања ви го постави исто така, првото прашање беше нејзиното токму тоа, и веројатно веќе го имате запишано вие во вашите нотеси, погледнете го уште еднаш. Моето секогаш беше во животот дека го сакам ораторството, ги сакам тие обуки, тие тренинзи, затоа што кога ќе ги ставам на овој графикон горе десно, тие негде ми ја даваат оваа сина точка. Значи, тие ми даваат една извонредна енергија. Пресреќен сум кога го правам тоа, а воедно сум толку многу продуктивен и толку брзо и толку квалитетно го правам. Уште еднаш погледнете во она што сте го запишали. Ако не сте, дополнете. Од повеќе работи ако сте запишале, видете кое е тоа што навистина ќе ви биде најгоре и најдесно во вашиот аго. Секогаш прашајте се што сакам. Ама ајде да видиме вака. Сме се прашале што сакам. Се е тоа фино. Но тоа е се уште само сон. Само сон. Може би треба да се прашаме на малку различен начин. А тој различен начин би бил овој. Ке ве замолам, ова е анонимна анкета, која што се вели, прашај се, нели, што сакам. Или прашањето е вакво. Кога би се откажал или откажала од тоа што го сакам? Значи, треба да одберете едно од понудените одговори. Ако 1,5 година не ми даваат грант, се мисли на било каков финансиски грант или друга финансиска подршка. Ако моите дома не ме поддржуваат во тоа што го сакам. Ако за 1,5 година имам многу повеќе трошоци од тоа што си мислев на почетокот пред да почнам. И сега малку проблем. Можеби, ако ме наместат, ограбат или притворат, или пак, ако многумина околу мене, па дури и жири комисии на разни надпревари не веруваат во мене. Или пак во некој потежок случај, но во тој случај треба да наведете во чатот. Така што кратко со 1-2 збора пишете во чатот за да видиме кои се тие потешки случаи, ако има такви. Јас ќе оставам уште 30 секунди, не, вака, кога ќе доврши до 2 минути кои ќе завршат. Значи анкетата, ве молам сите да одговорите, анонимна е, не се секирајте, не знаеме кој одговорил, што одговорил, не е важно. Тие што имате одговорено последното, ако има такви, ќе видиме на крај, ве очекувам долу во чатот да пишете кои се тие потешки случаи. Ајде, уште 20 секунди, кој не одговорил? Има уште некој? Сигурно има, ајде. Потежок случај ако не сум во можност здравствено да одговорам на предизвикот. Добро. Благодариме, Симона. Ајде да видиме другите. Одговорија? Уште 2 секунди. Толку. Колку одговориле? Одговоривте? Има уште некој? Многу мислење.
Добро, 66% одговорија. Еве да видиме што сте избрали. И гледаме резултатите. Значи, првите две прашања велат во ред, нема да се откажам. Ама ако за 1,5 година имам многу повеќе трошоци од тоа што мислев, веќе е на второ место, многу близко со во некој потежок случај. Кој што чекувам да го наведете. Ако умрам или Alliance ме киднапираат. Фала ти, Кени. Баш иновативно, ама ете, потежок случај, така е. Ако ме наместат, исто така малку, ама ако многумина околу мене, па дури и жири, комисиите не веруваат во мене, тоа е на трето место. Значи, на високо второ место е ако за 1,5 година имам многу повеќе трошоци од тоа што мислев. Добро, ви благодарам за учеството. Одговорија повеќето. Еве сме и ви благодарам на тие што пишавте во коментар. Меѓутоа, запрашајте се уште еднаш што е тоа што навистина го сакате. А ќе ви кажам зошто е тоа важно кога ќе привршам кон крајот. А што е она што е второ важно? Прашувај. Рековме прифати. Односно, не е што сакам, него туку што имам или што има. Значи, пак во двата случаја, што имам јас самиот и што има околу мене. Например, јас можеби многу сакам да пеам и навистина ме знаат тие што сме оделе на караоке парти, на караоке забави, знаат колку сакам да пеам, ама немам добар глас за пеење. Значи, едноставно, тоа е реалноста. И ако немам добар глас за пеење, јас може да се трудам колку сакам, меѓутоа ете таа професија бара и малку талент, па јас го немам и нема да станам Jay-Z, нема да станам никој познат пејач, нема да станам јас добар пејач. Значи таа е реалност. Или еве може да тргнеме од околу нас. Ние можеме да сакаме што сакаме да правиме во моментот, ама факт е дека постои корона и дека има мерки кои што не ограничуваат, ни даваат некоја друга реалност, која што е многу поразлична од онаа што беше пред 9 месеци. Ние може да имаме вакви или онакви ставови, може да се бунтуваме против тоа, меѓутоа реалноста е таа и е најдобро ако ние ја прифатиме реалност. Зошто велам да ја прифатиме? Тука најчесто доаѓа недоразбирањето кај многумина. Велат ти се предаваш, не треба да се предавам тука, не е предавањето. Само да си свесен, да си освестен која е реалност. А чекај, полека, има време за дали ќе се откажеш или нема да се откажеш и што треба следно да направиш. Следниот момент што треба да го направиме е прилагодувањето. Прилагоди се. А како ќе се прилагодиме? Многу едноставно. Прилагодувањето е ако сме одлучени постојано да учиме. И буквално како што кажа и Бојан и Сања. И во формално образование, и во формална едукација, и во неформална, но и во животни искуства. Најновата фраза ја нарекуваат intentional learning, односно да сакате да живеете, да искусувате нови искуства во животот, меѓутоа од нив да учите. И така на тој начин да се прилагодувате. Еве конкретен пример ќе ви кажам. Минатата година прв пат се сретнав со Zoom. Тоа беше лани летото, пред некои сигурно 14-15 месеци. Кога прв пат се сретнав, колеги од странство ми пратија нели покана за да се приклучам на Zoom, за мене беше тоа нешто ново, не знаев што е. Меѓутоа реков ајде да пробам. Веднаш го инсталирав на мобилниот, веднаш на лаптопот потоа и така некако го научив. Уште зимото декември првиот клиент од странство, Сања ќе се присети, ни беше од Белград, и уште тогаш, бидејќи беше на далечина, сакаше меѓу другото неколку вештини да развива и за јавен настап исто така сакаше на крај. Ние се договоривме сите обуки да ги поминеме онлайн. Тоа беше крај на декември, почеток на јануари и февруари. Значи немаше ниту К од корона, ниту пак најава од корона. Само се договоривме една работа, а тоа настапот, финалниот настап да биде во живо. И тогаш организиравме одење во Ниш на пола пат и имаше настап во живо. Меѓутоа, веднаш потоа, после тој настап, се прогласи пандемија нели на COVID-19. Што мислите? Кој најбрзо се прилагоди на таа пандемија?
некој што претходно ги искористил тие моменти и учел онаму кај што не се барало од него да учи. Јас едноставно сум можел на колегите од странство да им речам: дечки, јас не користам Zoom, не знам што е тоа, дај баталете. Туку едноставно во секоја животна ситуација се трудите да научите нешто ново. И јас, благодарение на тоа што го знаев Zoom, веќе во март и почеток на април веќе правевме светски настани онлайн. И благодарение, Сања ќе се исто така присети на еден надпревар кој што се пријавивме на европско ниво со ко-креатори, ни стигна мејл крај на март, каде што ни рекоа дека настанот се одложува за до година, за април 2021 година, поради тоа што есенва се очекува втор бран. И додека другите нормално слушаа разни информации, не проверија никогаш на интернет да видат дека една пандемија никогаш не траела пократко од година, 2-3, сите веруваа дека тоа ќе заврши за 2-3 месеци, па и јас кога ќе споделев на некој, знаеше најчесто да се јавува отпор, како што вели Сања, да биде не се секирај. Значи сите клиенти буквално им дававме бесплатни услуги, тогаш имавме интерактивни средби за VIP клиенти и почнавме да им даваме, сите велеа не се секирајте, сега ќе заврши мај, јуни ќе ве бараме и така натаму и така натаму. Таа е нова реалност. Ние знаевме дека нема да не бараат и знаевме дека тие нема да се прилагодат, зборуваме за македонски клиенти, голем дел од. Зошто? Затоа што не ја прифатиле реалност. Затоа што не се свесни, не го прифатиле моментот дека ова може да трае подолго и не се прилагодиле доволно. Еве конкретни примери за мене лично во животот. Бев во еден стан, кој што беше соодветен за условите пред короната и беше многу добар и со многу добри намери дека ќе се продолжи таму. Меѓутоа, кога се случи сето ова, си земав помало, се преселив во помало станче, можеби една соба, меѓутоа има дворче надвор. И мене гајле ми беше дали 3 пати ќе има полициски час или нема да има полициски час, затоа што јас тоа го одлучив во мај, кога знаев дека ќе има втор бран на короната. Тоа е прифаќање на реалноста и прилагодување, а како со постојано учење од работи од кои што секогаш ги има пред нас, а можеби не се бара во моментов. Јас се радувам денес како ќе ми пратат некој мејл колегиве од странство и ми викаат: закажи состанок на некоја нова апликација која што не е Zoom, не е Google Meet, некоја нова. Веднаш ја истражувам да видам што се случува, да видам дали може да ми го заштеди времето и навистина да ми помогне во она што го работам. А тоа не ми е професија, не барам сертификат, не мора, само да си ја продолжиме работата. Тоа се случи со една обука неодамна што ја правевме со странство, баш поради сите овие работи, буквално 3-4 месеци ги убедувавме дека ќе може да се одржи онлайн. Сите велеа: како тоа за јавен настап сега обука ќе држиш онлайн? Така едноставно. И верувале или не, беше најубавата обука досега. И од страна на учесниците, меѓутоа и од моје лично искуство во овие 17 години. Сега, последниот момент. Јас велам промени. Меѓутоа, за да промениш нешто, тоа е четвртата точка, таму пишуваше во слайдчето: не очекувај, односно очекувај или не очекувај. Или поедноставно кажано, очекувај го неочекуваното. Сега, има тука и во негативна насока, има и во позитивна насока. Негативната насока која е? Наједноставно кажано, многумина, не сите, ама многумина од другарите, пријателите кои што ве тапкале по рамо кога сте биле на разни позиции, кога ви било супер во животот и среќно, во моментот кога тоа ќе се смени, ќе ги снема. И вие треба да бидете благодарни, да бидеме благодарни што ги снемало тука. Многу ми интересен примерот ќе ви го кажам, со луѓе кои што најмногу ги следеле видеата на Продолжи со насмевка, кои што ги споделувале, биле бесплатни видеа за нив, за од другата страна не биле бесплатни. Кога ќе дошло време да ја земат книгата, за 450 денари ја враќале на доставувачот. Значи не сакале да ја подигнат затоа што не сакале да платат 450 денари. И јас сум им благодарен на таквите. Има такви луѓе. Зошто велам очекувајте го неочекуваното. Никогаш не знаеме што може да се случи. Меѓутоа, од друга страна, очекувајте го неочекуваното и во позитивна насока. Како? Кога ќе ви се укаже шанса за она што го сакате, ама навистина многу го сакате. Јас сум тако што би го сменил и планот за викенд, ако нормално не зафркнам многу луѓе, не сакам тоа да се случи, меѓутоа ако зависи главно од мене.
се сеќавам пред 3,5 години, речи си 4, клубот на оратори на правен факултет организираше обука и на обукава има покането гости, говорници се до последен момент, буквално на ден пред самата обука, некој од говорниците имаше некој проблем, не можеше да присуствува. Ми се јавија во последен момент, Миро, те молиме, можеш ли да излезеш во пресред? Нормално, таа обука била и без надоместок, ама била со кејф, со она што велам јас, енергијата на највисоко ниво, продуктивноста на уште повисоко ниво. И баш бев среќен што тој викенд отидов и одвоив неколку часа за да бидам на таа обука, без да очекувам ништо во тој момент. И да, не очекував ништо, за да сега, токму овие месеци, последниве месеци, две обуки што ги имав со странство, едната во Германија, едната во Словенија, буквално беа по препорака на луѓе кои што биле на таа обука пред 4 години. Без јас да се знам лично и без воопшто да дознаам дека тие луѓе мене ме препорачале. Туку го дознавам сето ова откако завршува обуката и откако сите се среќни и задоволни и ние си разменуваме информации и тогаш велат да, тие луѓе тогаш те препорача. И верувајте, не постои поубаво чувство. Од една страна соработниците задоволни и клиентите, од друга страна вие сте исполнети до максимум. Тогаш заборавате дали немало пари, дали жири комисии по светов и во Македонија не го доживувале тоа како доволно иновативно, едноставно сваќате дека вашиот копнеш, што е појако дури од сон, е ваш, ако навистина го сакате и тогаш ќе ги надминете сите оние работи. И ова е првото нешто што сакам да го потенцирам тука, за да продолжите со насмевка за последниот момент. А тоа е, не се ограничувајте. Не ограничувајте се. Кога на првото прашање ви поставив што сакам и во кој момент би се откажал, неколкумина не одговорија ништо, меѓутоа никој не пиша во коментар никогаш не би се откажал. Значи, никогаш не одете од она само што ви е понудено. Секогаш размислувајте на вистина како и до крајност да си го остварите сонот. Значи, можете да го остварите. Јас ако сум задал 4 одговори или 5, не значи дека не може да си додадете одговор, извини, јас нема никогаш да се откажам. И вториот момент, кој што исто така е дел од продолжи со насмевка, а тоа е да преземаме ризик, мораме, некогаш повеќе, некогаш помалку. Знам дека дел од вас не се многу по ризикот. Јасно ние со колешката Сања како MBA советници многу добро го знаеме тоа кои луѓе преферираат да преземаат ризик, кои не. Меѓутоа, па и не треба секој ризик да се презема, така? Значи, не може да преземаме ризик кога е живот или смрт работа. Еве сега, например, ајде на брзинка со да или со не, само да ми одговорите во чат. Ако сме во авион и треба да скокаме без падобран, колку од вас би скокнале? Ајде, колку од вас би скокнале? Дали би скокнале? Да или не? Брзо во чат, брзо. Ајде, при четворица. За живот или смрт се работи работа? Ајде? Да, имаме едно да. Други? Да или не? Не. Добро? Уште 2-3, ајде. Да видам дали слушате, да не заспавте негде позади таму. Да, не, да. Добро? Ајде сега кратко пишете овие што одговорија да, зошто би скокнале? До толку би ризикувале, би си го ризикувале животот? Или само онака пишавте за да биде интересно? Не гледам, нема одговор. Нема. Сепак не, некој вели не. Има една друга работа. А тоа е секој ризик треба да биде пресметан и да се обидеме да ги дознаеме сите можни детали и сите можни информации. Значи сите. Например, во конкретната ситуација може и да нема воопшто ризик. Замислете дека авионот е на писта и вие скокате од 4-тото скалило или од 5-тото скалило на пистата долу, без падобран, и вие сте живи, среќни, здрави, па и нема некој ризик, исто како да сте скокнале дома во детството кога скокавме од 10-та скала да видиме до кај можеме да отидеме. Овој пример е еден од, ако веќе сум во авион, тоа е ризик, сам по себе. Да, ако лета авионот, ама јас нигде не реков дека лета. Затоа е важно
важно да ги имаме сите информации до крај. И сите овие моменти доаѓаат до последното, а тоа е насловот на овој настан денеска. Продолжувајќи со насмевка, можете тоа да го направите во тим со прекрасни луѓе, да ко-креирате. Затоа и ние денеска одбравме да ни се вика настанот ко-креирање на идни предприемачи. Заедно, во тим. Никогаш не можете сам. Еве, како што можете да видите, некои преземаат ризик, некои не преземаат, секој различно размислува. Најдобро е кога ќе имате една целина. И затоа ние одлучивме да ко-креираме, да креираме живот свесно и да бидеме тука заеднички со вас. А кога веќе се загреавте со прашања, мислам дека е време малку и вие да ни споделите дел од искуствата и слободно да не прашате што сакате. Ова е реалноста, некои шанси нема да имаат втор пат. Така што би препорачал веднаш кој што има да сподели, да каже. Може и со уклучена камера, може и без камера, само споделете слободно. Ајде, може прашање, коментар, може критика, може нешто што било добро, што не било добро, што ви остана, популарно наречено takeaways, односно што ќе запамтите од сето ова, дали една работа, дали две, дали три. Ајде, нешто сакаме. Или макар споделете во чат. Ајде, ама охрабрувам барем некој да се јави. Ајде, знам, тука има познати личности што не знаат и што верувам дека не им е срам да се уклучат и да споделат нешто. Инаку постојано луѓе, нови луѓе се вклучуваат, тоа вака, цело време оди позадински. Тоа ме радува и расте бројката во последно време, повеќе расте. Некој ќе споделува нешто? Ништо. Да не сте уште во авионот. Добро, дечки, ако немате за споделување, ние сме тука, знаете каде да не најдете, во секој момент. Скокнавме. Скокнавте од авионот. Добро, Мартин скокнал, добро, Мартин, добро. Директно сега од Минхен во Меминген си стигнал. Добро. Епа тогаш ќе предложам колешката Сања да сумира и да ве чекаме на некој друг настан. Повели, Сања. Благодарам. Јас само сакам да се заблагодарам за присуството, за издвоеното време, без разлика за тоа што споделивте, ништо не е битно. Битно е оно што ќе си го однесете со себе. Ни значи премногу што ве гледам вака во поголем број. Сакам да се заблагодарам на Стартап Македонија и на Симона за оваа можност. Сакам да се заблагодарам до мојот колега Бојан, кој што го направи овој тим уште посилен, од кога ни се придружи. Сакам да се заблагодарам и до Мирослав, кој веруваше во оваа визија на социјалното предпријатие уште пред да постојат било какви чекори и како прашања. Се надевам дека ве потсетивме на оно што е од најголема важност, без разлика на кој начин ќе изберете да растете свесно во животот. Ви посакуваме на љубава вечер и ве очекувам на мејл или на социјални мрежи за вежби. Тоа од мене, колеги, доколку сакате, можете нешто да дадете. Симона може би нешто ќе сподели, ние си кажавме, доста зборевме. Може да го затвори таман како координаторка на неделата. Благодарам многу, Сања. Јас ги запишав прашањава, ама ќе ми треба малку време за да анализирам што навистина. Ова е навистина многу менува во прашањето. Така да, супер сесија. Мене сите разговори што сме ги имале со Мирослав многу ми помогнале и можам да кажам дека топло препорачувам на сите да почнат да работат со тренери за личен развој, затоа што дури тогаш може да го остварат целосниот потенцијал во својот професионален и приватен живот. Мене NBI профилот ми помогна многу. Ова го кажувам приватно, не е реклама. Така што ги охрабрувам сите да си ја најдат својата форма, било да е тоа NBI или било која друга форма, да се посветат кон себе си, да пробаат да разберат зошто се однесуваат на определен начин под определени околности и навистина да си ја зграбчат својата внатрешна сила.
Ви благодарам многу за целиот настан, јас уживав и се надевам дека останатите уживаат, така да јас сум во контакт со вас, ќе охрабрувам сите да стапат во контакт со вас, бидејќи сте супер и се гледаме во некоја наредна прилика. Се гледаме сите, одлични сте, поодлични сите заедно. Чао. Чао. Хубава вечер.